It's like gold dust. You hear me coming through your speakers. You see me mashing up your airwaves. I know you can't get enough of my sound. It's like gold dust. You hear me coming through your speakers. You see me blacking up your Сигурно веќе имате агенда каде ќе го поминете овој продолжен викенд. Временската прогноза одлучи да им пркоси на оние кои одлучија да заминат на некоја викенд дестинација. Но на оние кои тоа не им значи, Марко Дај побрза има предлози каде да заминете викендов на природа. Не случајно го одбравме овој лик, затоа што авантуристот оддалеку се познава. Често е на различни локации низ Македонија. Планинарењето му е во крв, а велосипедот веќе 3 години го користи како превозно средство во нашиот град, прва дестинација. Ја го имам 3-4 да речеме дестинации. Сега знаеме сите нели Охрид е една прекрасна дестинација, ама за 1 мај е преполно таму. Сега сакаат гужви, нека шиваат во Охрид. А може само да поменат Галичица и да отидат од другата страна каде што се наоѓаат Стење, Љубојно, Брајчино. Тоа се прекрасни едни селца каде што нели има и сместување така урбанизирани да не речем со прекрасна природа, може да се релаксираат и одморат. Втора и негова дестинација за одмор овој викенд. За мене лично зборам, ја би сакал да го поминам овој викенд на Пелистер. Би сакал да одам, ама ќе видиме што ќе излезе. Не сум сам, ќе мора и девојка ми да прашам. Значи Пелистер е една прекрасна планина. Иако сметам дека може да е поубаво во јуни тој период додат нашите гледачи, за да можат нели да берат и боровинки, и шумски јаготки и така. Трета дестинација ми е секогаш моето омилено Маврово. Маврово, да, таму одам, таму девојка ми има викендичка и затоа ми е многу убаво. Одам изрелаксирано таму и се шетам онака покрај езеро, опуштено. Како дете бил извидник, па потоа го фатиле оние тинејџерски бубачки и се откажал од љубовта кон планините. Но во повозрасните години повторно се вратил на старата љубов, планината. Претежно одам пешки, затоа што не знам, таа љубов ми се вроди уште како малку, а започнав негде второ, мислам, оделение бев на Извидници за прв пат кога отидов. Одев на Извидници некои 2-3 години така, после тоа се откажа, почнаа девојки да ме интересираат, да искачање со другарите му пропастија. Да, па за после, не знам, некаде пред некои 7-8 години повторно да ми се врати желбата и повторно да почнам поактивно да одам. Затоа морам да се заблагодарам нели на девојка ми, на незините родители кои што искрено они повторно ми ја зачна желбата кога ги гледав дека секој ден, секој викенд одеа на водно онака безрезервно. До врв на водни назад, па понекогаш до матка ќе отида и така и викам, чимо не можам и јас, да. Пешадија е неговата опција за планинските терени, а велосипедот е само превозно средство во урбаната џунгла. Велосипед искрено не користам за на планини, си возам градски велосипед, тоа ми е превозно средство веќе последниве 3 години. Од кога бев во Шведски, кога видов дека можат и баби и дедовци да возат на 80 години, исто така речев дека можам и јас точак секаде да циркулирам. Така да по планини не возам. Она што го има како најубав спомен се спонтаните дружби околу Логорскиот оган. Ама дружбите околу оган се нешто посебно, баш онака тема гепсува, паѓаш во транс некој. Седим околу оган, пуцкаме, си правиме скара, се зезаме, најразлични муабети слушаш и убавината на планина која се оди е баш тоа што сретнуваш луѓе, а нели споделувате иста љубов и се наоѓате некако и одма тргнува муабетот, онака дружбата е спонтана и најдобри пријатели ти стануваат. Честите авантури на Марко, освен што му носат нови пријателства, му носат и вакви приказни. Искрено, летово започнав овчар еден, кој што работи секоја година, он е македонец, потекло од Албанија и доаѓа на Пелистер секоја година да ги паса овците, да му работи како овчар. Од него слушнав една приказна дека, не знам, пред неколку години бегал од фактички од Глутница волци, морал да ги води овците од еден дел до друг и во тој ден во текот 24 часа без одмор поминал некаде околу скоро 100 километри. За 24 часки тоа планински предели. Секоја чест. Ја останав збунет. А понекогаш и несакани незгоди. Се лизнав се последен пат кога бевме на како се вика водопадија на Маврово, леле ги заборив. Не е битно, се лизнав и се шлапосав у вода и тоа падна во огромни дубави некои 3-4 метра. Да. Тоа зашто На воден дома? Да, воден дома и смрзна за разлика од сите други шубаво, нели си помина и онака колку беше забавно, мене не би беше. Зашто водата беше искрено температурата неки 5-6 степена. Се смрзнав. Охрид, Пелистер и Маврово се предлози на Марко, а ваше е да ги додадете на веќе смислената агенда. Пеши или со велосипед, кампување или еднодневна прошетка. Изборот го оставаме на вас. Среќно!